30 лица со години неоделена работа во Институтот за јавно здравје, а на колеги кои ги евидентирале дека се на работните места им плаќале по 200 евра. Неколкумина кои не биле вработени во ИАЗ имале картички од институцијата и си точеле бензин за лични потреби. Архиварка земала плата од 100.000 денари, бидејќи се пресметувала и приправност, иако не е во таа категорија, а други вработени земале од 44.000 до 88.000 денари плюс на плата, за, например, чистење на дворот. Повеќе објавениот ревизорски извештај за работењето на институтот во 2024 година. Денеска директорката со дополнителни податоци. Каква состојба затекнала кога пред 2 години ја преземала функцијата? Идев по канцеларија и ги прашував, извинете, вие што работите, како јас можам да ви помогнам, да ве мотивирам, еве во иднина што би можеле подобро да сработиме, како вие како работник би биле помотивирани да работиме. И тој вели, па не знам. Кажете ми, викам, еве, ако не ви текнува сега, можете да ми се обратите. Ама што работите? Викам, баш ме интересира која е вашата дневна обврска. Еве денеска што завршивте? Тоа зборувам за првите 2-3 дена кога дојдов, нели сакам да ги запознам вработените. Сега после мое инсистирање ми вика, бе, знаете како, па јас не доаѓам баш на работа. Андоновска кажа дека претходното раководство набавувало опрема што веќе ја имале. Кабел долг 15 километри за кој биле платени 15.000 евра, но нигде го нема, како издавање на простор на институтот за буреκđилница. Како посериозен прекрашок со кој биле доведени во прашање здравствените услуги што ги примале граѓаните, е што фармацевски техничар вршел услуги како лаборант. Да имало награди од 400-500 евра месечно со образложение, така стои, за домаќинско работење, цитирам, домаќинско работење или изворедна успешност. Се давале награди за домаќинско работење, но ова не по недомаќинско работење јас немам видено. Целата документација со бројните пропусти и неправилности уште пред 1 година ја доставиле до секторот за криминалистика во МВР, а очекуваа да реагира и обвинителството. Од каде пак вела дека ако ревизорскиот извештај биде доставен, ќе ги проверат наводите. Поранешниот директор Шабан Мемеди ги отфрла обвинувањата на денешниот прес и праша колку ново вработен има по доаѓањето на директорката и како ја добиле позицијата. Сања Димитровска, Сител телевизија.